Што туку сум известен, пред 5 минути ми кажа една работа, значи председателот ќе ги примел само тројцата председатели на организациите кои што се овде присутни. Побарав, значи, да биде, бидејќи Македонска радио телевизија акредитирана во председателството вила, значи, да биде присутна на разговорот и тоа не беше прифатено. Сега последно ми се кажува овде дека председателот се заминал. Па значи тоа е... Значи... Кај заминал? Значи тоа е одговорот на нашето барање и на нашата поддршка што му ја даваме. Ако ја одбива поддршката од сопствениот народ, чија поддршка се надева да ја има за својата држава. Мојот предлог, каде е председателот на тврдокорните? Ела, брат ми тука. Мојот предлог до тврдокорните и до преродба е следен, бидејќи ние во архива имаме порано предавано од протестите од 31 јули и знаеме како завршува тоа во архива. Јавно пред камери, значи пред сите вас, пред целиот македонски народ, давам предлог и до тврдокорните и до преродба да сето ова оди во јавност. И ќе ги замолам новинарските екипи овој момент да биде пренесен за да види македонскиот народ каков кукавица од председател има избрано. Значи кукавица од председател кој што не сака да прими представници на сопствениот народ не може да има легитимитет. Разбирате? Така е. Да оди и пред светската јавност. Не само пред македонската. Значи ова ќе го скенираме, ќе го предадеме до вас, ве молиме комплетно да биде објавено и прочитано и нашиот став по однос на ова прашање сега што ни беше кажано овде. Ќе дојдете ли повторно? Да, и со многу повеќе народ. А на што се должи оваа слаба излезност? Оваа слаба излезност се должи на медиумскиот мрак, медиумскиот молк. Затоа што вие сте новинар, а јас ви гарантирам дека вие немате појма дека се Македонскиот национален совет Македониум протестира од 31 јули секој ден. Знаете ли вие за таа работа? Не знаете. Значи не бевте ни да го покриете настанот. Единствено Македонската радио телевизија на неколку пати, значи телевизија Сонце и значи зборам за оние телевизии кои што ги покриваа настаните. Вчера во Битола ми се случи да ми кажат дека од 3 регионални телевизии во Битола. Туку ли ви е битен вас медиумскиот експонирање, со оглед дека вие повикувате народ постојано? Затоа што македонскиот народ единствено вака може да биде анимиран и повикан да излезе на улица да се ја брани државата. Разбирате? Значи гласот на македонскиот народ треба да се слушне. Нели сте важни, а нели требаше да ве средат вас од медиумите? Реформи беа предвидени. Така да? И ги се реформира сега. Да одиме до горе, значи слободно повлече ги луѓето, ќе нема проблем. Ќе се одиме. Ќе се одиме. Така беше и претходниот пат, и после тоа, и сега. Еден ден нема да биде така, ќе има многу народ.